civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Секогаш ние од форум Центар за стратешки истражувања и документација сме среќни да можеме да соработуваме со Цивил, бидејќи тоа е едно долгорочно партнерство, повеќе од 20 години можеби. Форум е од 97-ма, Цивил од 99-та, но секогаш сме биле во првите борбени редови, така се каже. Форум последниве 15 години многу повеќе работи со теми од локалната самоуправа, а последниве 5 години баш со еколошки прашања и тоа мое искуство од таа работа сакам и да го споделам со вас, бидејќи навистина се залагаме за промена малку и на менталитетот, бидејќи од граѓанскиот сектор доаѓа голем инпут, но од тој да речем државниот или од општинскиот, од локалната самоуправа многу малку наоѓаме заеднички вредности и тука сме секогаш да ги подсетиме. Сакам и да подсетам дека еве кога беше таа борба против режимот, бевме во први редови кога требаше да се протестира против загадување, против градење нови рудници, против градење нови брани, се сеќам делот тука кај Вебар и Маврово, Мариовската, кога имаше такви опции да се гради, бевме секогаш ги поддржувавме тие движења, бевме и кога градоначалникот на Карпош сакаше цела општина Карпош од зелена општина да ја направи бетонска, бевме и против власта на Груевски кога сакаше да го барокизира главниот град, односно централниот дел на главниот град, кога сака во аеродром да градат зграда кај Мајчин дом, протестиравме против загадувањето од Железара, протестиравме против уништувањето на Охридско езеро и на другите природни езера, протестиравме против сечењето на дрвата на Илинденска, на булевар Климент Охридски, со паркобраните исто бевме во првите борбени линии и тоа нели откако тој наш притисок вроди со плод, се сменија тие луѓе кои што ги промовира овие антизелени политики, останавме да ги подсетуваме новите власти дека тие работи треба да ги продолжат, но за жал овие 4 години многу од тие наши, да кажеме, соборци ги разочара представниците на граѓанскиот сектор. Не знам од кај да почнеме, од Карпош центар колку се градеше, расадник, досегашниот градоначалник на Кисела вода сакаше да направи од една зелена површина нова бетонска ваза. Кандидатот за градоначалник на Прилеп сегашниот, кога беше министер за транспорт, продаде едно земјиште карши Holiday Inn за да се направат големи згради. Скатната гаража за која што протестиравме да не се направи покрај Нова Македонија се направија многу работи. Потреска тоа земјиште исто така. Не се покажа доволна одлучност од страна на градоначалникот да се спаси, да не се направат. Сега ќе видиме, се уште не е завршен тој процес, како ќе одлучи следната локална самоуправа. Во југоисточна Македонија, каде што сите општини скоро тогашната власт ги изгуби, сегашната на национално ниво ги доби сите општини, сега со последни избори пак ги изгуби, ги доби баш поради таа борба против градење рудници, но во меѓувреме гледаме дека тој рудник Евромакс Ресорси се на добар пат да биде изграден и баш се гледа во резултатот од изборите тие луѓе кои што беа наистакнати за да не се даде дозвола за градење на тие рудници, како Ристоманов, Велков, сега се кандидираа со своји листи и
се можеби клучни за новото мнозинство во Советот во Василево, во Ново село, но се плашам дека и да не се плашам, сепак можно е тие да бидат сега во коалиција со ВМРО ДПМН доколку новата локална власт таму реши да не дозволи да се градат тие рудници. Така да сакам да кажам дека и овие локални избори треба, резултатите од локалните избори треба да ги потсетат партиите кои што се на власт на централно ниво на неисполнетите ветувања во однос токму на екологијата, дека не може она за што се залагале, како да не се даде дозвола за рудници, да не се дадат дозволи за градење на големи згради кои што ќе го прават уште потежок животот во Скопје и воздухот. Таа беше, мислам дека главна борба за чист воздух во Скопје, мислам дека премногу и администрацијата на Шилегов и тие партии кои до сега беа на власт во локално ниво премногу дадоа акцент на тие прашања. Воздухот секако е малку подобар во однос на тоа што беше пред 5 години, но многу работи за кои што се залагавме, не знам, од тоа да се затворат некои депонии, да не се дозволува градење на големи згради, да не се прават нови дупови кои што дозволуваат многу нови згради. На тоа потврлија и претпоставам на тоа и се должи овој резултат на локалните избори. Кандидатката Ана Петровска доби многу гласови баш поради тоа што претпоставам тие кои што гласа на претходните избори за Петре Шилегов како човек кој што ќе се залага за поеколошки вредности, сега не гласа за него, туку за Ана Петровска, која што баш покажа дека така и настапи на изборите, дека ќе се грижи малку повеќе за екологијата. Сега меѓу двата круга Шилегов даде една добра најава дека со следниот генерален урбанистички план за град Скопје ќе се потруди да се дислоцираат Усје и Железара, но ќе видиме дали тоа ќе ги убеди овие кои што гласа за Ана Петровска да ги насочат гласовите кон Шилегов, затоа што не се одржа тоа ветување дека ќе бидат ќе се грижат за тие зелени вредности партиите кои што до сега беа на власт. Да не зборуваме за депониите, скоро ниедна не е затворена, Крушино, Буково, онде на излезот од Прилеп се повеќе се шири, кај индустријската зона една депонија, напротив повеќе се шират тие депонии. Темата регионални депонии за која што ние како организација направивме една студија на случај колку се тие потребни. Во сите 8 плански региони треба да има регионални депонии кои што ќе ги собираат отпадот од сите општини, ќе ги носат на една централна точка. Тоа многу лошо се изменаџира последниве години. Единствени кои што го турнаа процесот напред беа источниот и североисточниот плански регион, кои што се договорија да има една регионална депонија во Свети Николе, но пак без доволно храброст, без некоја кампања што значи тоа да се направи регионална депонија, бидејќи Европска унија дава голема поддршка за тоа, сака да ги направи тие регионални депонии да бидат навистина користни, не само за чистење на тие депонии, туку и да се преработува тој отпад, да се грижат за да не се случат, така да кажам, протекување на опасни материи надвор од тие депонии. За жал тоа не се направи добра
кампања, какви што се направи милион кампање последни за вакцинација, за борба против корупција, кои што гледаме дека не продуваат со плод, а за ваква битна работа која што сите сме загрижени, кој што стварно може да донесе предност, бенефити, не само во други држави се борат општините за да биде кај нив центарот на таа регионална депонија, бидејќи тоа ќе донесе нови вработувања со производство и на енергија од биоразградливи материи, дека може и да се добива и електрична енергија. Затоа многу малку се направи напорот од општинските раководства и од државното, од власта, и за жал се уште постои негативен однос на граѓаните кон тие депонии. Свети Николе гласа, нели, досегашниот градоначалник изгуби катастрофално таму. Претпоставам една од темите беше стравот на граѓаните од такви регионални депонии, што ќе донесе. Во Неготино исто, каде што катастрофално изгуби досегашниот градоначалник, имаше една повторно недообјаснета идеја, се даде на некој вид на концесија на една фирма која што граѓаните нема доверба дека таа ќе направи депонија по да кажем европски урнек, туку ќе гори некој опасен отпад и тоа ќе загадува околината. Дебарце излезе исто на референдум против градење. Граѓаните на Дебарце ја отфрлија идејата за регионална депонија. Сето тоа е, за жал, враќање многу назад. Темата за чист воздух многу влијаеше на овие избори, за екологија, одлучните чекори на некои градоначалници како Митко Јанчев да не се гради индустрија која што сакаше да ја направи една фирма ИГМ во Кавадарци, му донесе можеби дел од популарноста кај кавадарчани. Секако тука многу влијае еколошките организации, нашите пријатели од Екоживот од Кавадарци ја направија таа иницијатива да во Кавадарци се отфрли идејата за градење нов загадувач. Повторно тоа ме навраќа на она што се случуваше порано, кога се боревме заедно со граѓаните за затварањето на топилницата во Велес. Не се научија тие лекции. Во Пробиштип исто во 2015-16 протестиравме да не се гради нова леарница, која што се направи во 2018. Така да сите тие недоследности на сегашнава владеачка гарнитура на централно ниво и на досегашната на локално ниво ги чинеше губење на многу гласови, и мислам дека треба да се освестат и понатаму сегашните градоначалници дека токму таа лошо менаџирање на одлуките кон јавност, дека скапо ќе ги чини. Ги спомнав и паркобраните, една идеја за дека секое дрво е важно во Скопје. Потоа, кога, не знам, Орце Николов се сечеа некои дрва, не беше тоа објаснето добро на граѓаните. Луѓето мислеа дека, кога пред 5 години се боревме против сечење на секое дрво, сега истите луѓе кои што се бореа против тоа, го прават токму спротивното. Да не зборуваме, јас сум од Бутел, таму оној булевар Босна и Херцеговина скроз го исекоа од големи дрва, не насадија, освен на средината, некои зелени мали дрвца, кои што не можат многу да се развијат, да ја држат и таа сенка и да го прочистуваат воздухот. Во Чаир, на оваа главната Христијан Тодоровски Карпош, се исекоа исто така многу големи дрва, кои што сега се на тие места има паркинг. Да не набројувам понатаму, значи тоа се навистина работи кои што луѓето го
правилно го оценуваат дека за тие работи треба да се борат и дека треба да ги казнат оние кои што не ги одржале тие. Тука да не претерувам со моето излагање, во секој случај еколошката агенда повторно треба да се врати на прво место и сите оние работи за кои што политичарите не убедуваат дека ќе ги поддржат од нас, оние за кои што и ние како граѓанско општество се бориме, потоа ако го прават спротивно на тоа, може да го предизвикаат спротивниот ефект, токму разочарување кај граѓанските активисти. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.